Една година по преземањето на градоначалничката функција, градоначалникот на општина Газибаба Борис Георгиевски денеска даде отчет за сработеното. Приоритет во работењето, како што кажа Георгиевски, бил даден на подобрување на патната, водоводната и канализационата мрежа. Изградени се повеќе од 30 улици со вкупна должина од 10 километри, а повеќе населени места добија водоводна и канализациона мрежа. Градевме по план. За ова година изградивме и рехабилитиравме повеќе од 30 улици. Ова година асфалтиравме улици со вкупна должина од 10 километри. Изградивме водоводна мрежа во должина од 5800 метри. Канализацијска мрежа долга 3200 метри. Градевме и пешачки патеки и тротоари, чија должина изнесува 5300 квадратни метри. Целосно го променивме и ликот на плоштадот Коцка во автокоманда, кој прераста во мултифункционално катче за сите генерации со површина од 3200 квадратни метри. Изградивме и прва вакуум станица во Ирумрери, а следната година почнуваме и со изградба на канализацијската мрежа. Извршивме прекоп со кој обезбедивме функционалност на канализацијската мрежа во Трубарево, со што овие две населени места ќе добијат канализацијска мрежа. Во наредната 2019 година и канализацијска мрежа ќе добијат Трешево, Смилковци и Виничи. Парковите во населбите низ општината редовно се одржуваат благодарение на подобрената функционалност на јавното комунално предпријатие Газибаба 2007. Имено изменатава година предпријатието беше опремено со нова опрема, а заменета беше и старата урбана опрема во многу населени места. Јавното комунално предпријатие Газибаба 2007 година беше сосема заборавено. Доби нова механизација и опрема. Набавени се багер и 2 камиони. Нови рачни и моторни косилки и тримери, а вработените конечно добија нови униформи. Обезбедивме нов, модерен и деловен простор на ова институција. Поставивме нова урбана опрема низ сите населени места, а дупло го зголемивме бројот на вработените во јавното комунално предпријатие. Исто така во две населени места во Газибаба изминатиот период беа отворени канцеларии за превенција во соработка со ОПСЕ и МВР. Ги реновиравме објектите на местните заедници во Сингилич и Стајковци, во кои ги отворивме и двете канцеларии за превенција во соработка со ОПСЕ и Министерството за внатрешни работи. Во местната канцеларија во Сингилич граѓаните ќе можат да извадат изводи од матична книга, а канцелариите ќе има и социјална служба. Општина Газибаба спроведе и повеќе мерки за енергетска ефикасност, преку обезбедување на субвенции за реконструкции на кровови на 10 згради, субвенции за набавка на печки на пелети, а започната е подготовка за проектот за изведба на термофасади на зградите.